Вака синоќа по 21 часот изгледаше Скопје, празни булевари, празни улици, без луѓе, без возила. Така ќе биде насекаде во земјата се додека трае полицискиот час воведен како мерка за спречување на ширењето на коронавирусот, кој веќе зеде жртви, а зарази повеќе од 130 лица. МВР информира дека генерално мерката се почитувала. Полициските службеници во текот на изминатата ноќ од слобода лишија вкупно 18 лица. 5 лица на подрачјето на Тетово и 2 лица на подрачјето на Гостивар. На територија на Куманово пак се лишени од слобода 2 лица, во Радовиш лишени од слобода се 2 лица, а 1 лице во Штип и 6 лица во Кочани. Прв пат во историјата на државата имаме практично ограничување на движење на граѓаните на цела територија на Република Северна Македонија. Знаете сите дека навистина ништо не е исто, се е вонредно и граѓаните треба да знаат дека во вакви вонредни околности треба сите да се однесуваме и вонредно и многу одговорно. Паралелно со дневните мерки за спречување на ширењето на вирусот, владата бара начини за стабилизирање и помош на економијата која веќе трпи сериозни штети. Очекуваме удар во сите сектори, но затоа континуирано преземаме мерки за да ги облажиме сите удари и шокови што ќе следат во наредниот период. Во однос на транспортниот сектор, сакам да најавам дека полека го нормализираме работењето на транспортните компании во вакви услови. Опозицијата критикува, вели дека се доцни со мерките. Според лидерот на ВМРО ДПМН станува збор за крах на системот. Голем дел од мерките се задоцнети, недоволни и нема да бидат она што навистински му треба на стопанството. 3 години не убедуваа дека блескаме, 3 години не убедуваа дека буџетот е во добра кондиција, а касата за која велеа дека е полна не издржа ниту 3 недели. Се случува крах на системот затоа што е на стаклени нозе. Поради секојдневното зголемување на бројот на заразени, надлежните ги повторуваат апелите до граѓаните да ги почитуваат мерките и да седат дома. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.